За општина Македонски Брод во текот на ово лето, во текот на оваа година се зафати со повеќе локални проекти, така да во градот имаме 14 улици приготвени до асфалтирање. Тие беа од пешачки патеки, сега се улици широки 8 метри и паркинг за 250 возила кај фудбалскиот стадион во градот Македонски Брод. Продолжуваме со градба на локални мостови. Изградивме 4 локални моста и тоа во село Слатина, во село Манастирец и 2 локални моста во село Самоков. Се надеваме дека наредниот месец ќе изградиме уште 2 моста и тоа во селото Ковче и во селото Могилец. Овие мостови се од локално значење, меѓутоа од огромно значење сакам да потенцирам за локалното население, бидејќи тие се мостови преку помали реки, но во зима надоаѓаат и не можат да се движат повеќе малски мостови и мостови преку кои преминуваат за да стигнат до нивните ниви, да ги обработат, бидејќи од тоа нашите локални села и екзистираат. Заедно со Швајцарската агенција за развој и соработка отпочнавме со градба на кејот по текот на течението на реката Треска во Македонски Брод. За овој проект средствата се обезбедени 50% од Швајцарската агенција за развој и соработка, а 50% од локалната самоуправа Македонски Брод. Исто сакам да нагласам дека локалните улици во градот и локалните мостови кои ги градиме се со средства прибрани од локалната самоуправа, од даноци, од нашите сограѓани во општина Македонски Брод. Исто имаме обезбедено средства од Европска банка и од Светска банка за изградба на локални патишта, така да отпочна со градба патот Самоков село Лупште, патот за село Калуѓерец и село Близанско. Тоа се средства од Европска банка, а од Светска банка имаме обезбедено за 4 локални патишта. Тендерот е завршен, избран изведувач. Во секој момент очекуваме и овие локални патишта да се отпочнат со градба. Да ги напоменам, тоа се патот за село Требовље, патот за град Волче, патот за село Зркле и патот за Долно Крушје. Ќе го спомнам селото Лупште, каде во текот на годината се собираат повеќе од 200-300 тони костени. До сега беа запоставени, патот многу лош и таму граѓаните ги собираа, меѓутоа тешко ги транспортираа, бидејќи патот беше во катастрофална состојба. Сега, со добивање на асфалт, ќе добијат можност да ги приберат плодовите и да се обезбедат средства за екзистенција на своите семејства. Исто имаме обезбедено од Светска банка и за локални водоводи и предимство дадовме на патот за село Зркле и за село Црешнево. Водоводот од Сушица до село Зркле е околу 8 километри, меѓутоа попатно поврзува уште 3 села, меѓу кои и манастирот Света Богородица, кој нема вода, сега ќе се обезбеди со вода за пиење. И исто така и селото Црешнево, едно од поживите села, има стар водовод повеќе од 40 години, ќе направиме нов водовод, обезбедени се околу 800.000 евра и мислам дека доволно за да се обноват овие 2 водоводи и да донесеме здрава вода за пиење. Оваа година ги добивме ингеренциите за располагање со градежно земјиште, меѓутоа има процедура за да се објават припреми, посебно катастарски, геодетски подлоги, ажурирани подлоги, за кое нешто се издвојуваат големи средства, а имаме изработено детален урбанистички план, имаме сите лиценци за објавување на тендери, за формирање на комисии. Една сме од поуспешните администрации, што меѓу првите општини во Македонија ги превзеде ингеренциите и во текот, како што кажав, на овој месец ќе почнеме со продажба и тоа продажба на плацеви во Македонски Брод и најголем интерес има за продажба на плацеви на езерото Козјак, посебно во населбите Близанско и Здуње, така да ќе добијат можност со почетна цена од 1 евро
по електронски пат, да се наддаваат и да си купат плац. Повеќе тоа е интерес на Скопјани и има огромен интерес од градот Скопје, бидејќи туристичката населба се најдува само на 40 километри до градот Скопје. Вкупно имаме 540 плацеви, во првата фаза ќе одиме негде со 200 плацеви и продажба на плацеви за угостителски објекти. Инфраструктурно, бидејќи, како што кажав, интересот е огромен, ќе има можност да проработат и помали ресторани, помали хотели. Имаме продадено веќе 2 плацеви за 2 хотели поголеми. Се уште се вршат припреми за изградба на тие хотели, но ние продолжуваме и понатака со продажба на плацеви и други угостителски објекти. Исто ќе имаме продажба, да напомнам, за формираната индустријска зона, која е на 2 километри до Македонски Брод. Имаме околу 120.000 квадрати да понудиме за мало стопанство, за мали фабрики, исто така со почетна цена од 1 евро за квадрат. Туристичките потенцијали најмногу се засноваат на развој на езерскиот туризам, бидејќи езерото Козјак е на наша територија со должина од околу 40 километри и посебно развој на риболовот, риболовниот туризам, бидејќи езерото е многу богато со риба и тука пристојуваат туристи кои ловат риба како хоби, дури има и професионалци кои се занимаваат со продажба. Така концесијата ја доби Националниот парк Јасен, се грижи за езерото. Исто и Националниот парк Јасен има проекти со објекти на вода. Еве ова година има најава пливањето што е во Охрид почетно пробно да се изведува на езерото Козјак. Природни ресурси се минералните суровини кои ги има, доломит посебно, и порано нашите ги користеле како за бетон, меѓутоа сега има една мешовита фирма македонско-грчка, каде во составот открија на тој доломит околу 52% магнезиум и се преработува, се употребува и во храна и за производство на лекови, во хемиската индустрија, така да и тука најдоа во тој погон околу 60 наши луѓе вработени. Екзистираат нивните семејства, а со доломит е пребогато и застапено е скоро на целата наша територија.